добро ни дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија ќе посветиме внимание за црниот дроб и жолчката и нивните воспаленија, кои подеднакво страдаат и мажите и жените, но не се исклучени и децата. Добар ден, добро ни дојдовте повторно во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. Да ги затечеме и вашите гледачи и слушатели во добро здравје. И добро расположение. Добро расположение и пожелувам многу среќа. Така, но доколку имаат вакви проблеми, да имаат било какво воспаление на црниот дроб и на жолчката, тука сме да објасниме и да го искористиме дарот од природата, за да можеме да подготвиме еден прекрасна комбинација на чаеви кои можат да помогнат при ваква состојба. Ајде прво да ги кажеме причините од што може да дојде до воспаление на најголемата жлезда во човечкиот организам, црниот дроб, па и жолчката се разбира. Добро кажавте, црниот дроб е најголема жлезда и почетната филтрација на крвта со храната започнува во црниот дроб. Доста важен орган во човечкиот организам, така. Не смее да иде загадена крв во другите органи, тоа го праве најнапред, да кажам, црниот дроб, потоа бубрезите и на крајот сето тоа се стича, доаѓа како чиста или нечиста крв во слезенката, па тука и панкреасот кој го одваја вишокот на шеќерот. Према тоа со должна почит кон црниот дроб, во кој е сместена и жолчката, да не се доведеме у ситуација никогаш да има воспаление. Не зборуваме за камења во црниот дроб, во жолчката и бубрезите, но зборуваме за воспаление кое што може да биде предизвикано од гливици, од бактерии или од вируси, но и од мешано од сите три причини. Заболувањето на црниот дроб е многу лесно приметливо кај луѓето. Тие добиваат некаква жолтеникава боја и многу лесно у поранешните времиња е препознавано кога отворено му е долното капаче на окото на оболениот, да се види дали е тоа жолтица или се работи за оболување на црниот дроб, затоа што не е исто житницата, како ја викаме ние, и оболувањето на црниот дроб. И уколку има појава на јакови точки на долната клепачка, сигурен знак е дека црниот дроб е оболен и е оболена и жолчката, но не се работи само за нив, него продолжено еден вид затровување на црниот дроб и на жолчката. Тоа е опасно заболување затоа што од тука крвта не оде веќе чиста во резерварот, не оде во бубрзите, но и во резерварот за чување на чистата крв, а тоа е нашата слезенка. Ако се тоа десе, настанува општо, да кажам, малку вулгарно тровање на организмот и сите органи, доаѓа до појава на шеќерно заболување или шеќерна болест, но и до зараза на срцевиот мускул, до зарази на ткивото, на другите нежни органи, како што е белиот дроб. И во секој случај, со должна почит мора да се однасаме према црниот дроб, како наш почетен и најголем филтер, но тука е и жолчката, која што неминовно ги собира отровите од црниот дроб, кој ги филтрира и ги искарува низ жолчката, но искарува и преку бубрзите, понатаму преку бешиката, преку мочката, да бидат исфрлени. Најранлива категорија у овој случај за почеток се децата и младите. Причината е во лошата исхрана, несоодветната исхрана. Да кажам, брзата храна, нечистата храна, понатаму обичаите децата меѓу себе да си разменуваат од јадењето и оно што носат, може би некој носе здрава, може би некој носе загадена храна. И сите тие што ќе од таа храна ќе бидат оболени. Натаму, многу лошо е загадувањето на млекото и млечните производи. Од сирење, кашкавал, урда, кисело млеко, јогурт. Околку тие не се чисти, заболувањето на црниот дроб не му бега на никого. На никого. Почувајќи на децата. На децата, особено на малите дојенчиња, млекото мора да биде стерилизирано, не пастеризирано, него стерилизирано,
за да нема секундарно заразување на детето од млекот. Натаму, рековме брзата храна, но тука е една од причините и водата. Тоа хидрично заболување, нечистата вода, загадена со гливици и бактерии, бактериолошки нечиста, но и радиоактивно, неадекватна вода. На тоа многу малку се обрќа внимание, затоа што водата може радиоактивно да биде загадена и да го озрачува човекот и да го упропасти црниот дроб. Такви случаи на такви води, дури и кај нас има такви води. И не може да се деси да, што се вика, фронтално од разни места да биде нападнан црниот дроб и жолчката и да се предизвика од заболувањето нивно, да се предизвика заболување на целокупното тело на човечкиот организам, вклучувајќи го и мозокот. При тоа заболување луѓето имат вртоглавица, болки во грбот, болки во стомакот, болки во главата, болки во очите и ушите. Едноставно, оно што се народно вика се го боле. Да. Се го боле затоа што храната што доаѓа од црниот дроб недоволно филтрирана, не издвоена преку жолчката во стомахот и изфрлена преку бубрзите, доведува до еден вид тровење кое што предизвикува такви тешки проблеми и такви заболувања на сите органи во човечкото тело. Натаму, да кажам дека заболувањето на црниот дроб многу лесно може да предизвика хепатитис. Така. Жолтица. Неа има 3 вида. А, Б, С и С е најовака непожелна и најагресивна. А од тие причини лечењето на црниот дроб, штом се осете или утврде дека станува збор за негово заболување, мора брзо и ефикасно да биде И да се свати сериозно и да биде најсериозно и брзо и ефикасно да биде излечен. Не да биде лечен, него да биде излечен. Па од тие причини, ете, ја апелирам без никакво закаснување и без никакви одолговлечувања, од кога ќе се утврди дека станува збор за такво воспаление на црниот дроб, мора одма да се преземат мерки на заштита, затоа што од него одма ќе бидат нападнани и бубрзите. Ќе дојде воспаление на бубрзите, они може да загнојат, може да загноја простатата кај мажите, а кај жените и органите за гениталните органи и органите за размножување како што е матката и така натаму. Па од овие причини можеме да кажеме дека ние сме подрачје во кое што има неверојатно ефикасни растенија, некој си знаено, но е заборавено. Болеме ово, болеме Затоа ово. треба да се искористи тој дар од природата за да може да се Така е. помогне при ваква состојба. Нашите стари луѓе се знаеле да се лекуваат, Да се лекуваат, така со да. лековити билки. Сега е Тоа е подзаборавено. забравено, но ќе се Но се забрави. враќа Сега се враќа. на некој начин таквото но нема лекување, кој. да. Јас сакам моето знање да го пренесам на некој Така. млади, ама нема кој, дури нема ни во фамилијата, некој мој се интересира Да. да Не се така- интересираат младите може така би, да биде како што јас се интересував како дете или Еве затоа остануваат ваквите емисии за да можеме да така е, бев мотивиран од еден од дедовците, барабар заедно со него одејќи спадни од конјот, тоа го собери, тоа се така вика, стави го. ги Се всушност увесници ги проучувавте самите собирате, билки така за да беше. можете да видите на што влијае и нешто може да помогне исто. Така е. И јас сум на некој начин малку и разочаран зашто нема некој или некое дете или у некоја школа некој да ги децата подучи за лековитите растенија. Да. А сега веќе знаете дека и на факултетите, доскоро немаше на факултетите, има изучување на лековитите растенија, но се проучуваат само десетина, начело со кантарионот. Него сите го проучават и сметат дека е он најлековит, но Има и други така, ние ги има и други, споменуваме он е лековит, секоја емисија. но мислам дека не е најлековит лек е лукот. Лукот повторно, да. Е, сега да кажеме прв чај за работоспособни луѓе кои што ја одржуваат фамилијата, треба постојано да водат сметка за заболувањето на црниот дроб и на жолчката. Еве, овој првиот чај е овака компониран. Невен цвет 50 грама. Цикорија, корен. Исто цикоријата знаеме што е. Да, јас споменувавме цикоријата повеќе Тоа е пати.
оно време, да кажеме, кафе дивка, што се вика, корено се користи од цикоријата. 30 грама и камилица 40 грама. Неверојатно ефикасен чај Невен, цикорија и камилица. и камилици. Да. Се засладува не со мед, него со вештачки засладувачи, затоа што гливиците и бактериите се хранат со шеќерите. Тај чај треба да се само попаре 300 грама со 2 лажици, да се покрие, да остоje саат и пол, потоа да се преседа и да се пие 3 пати на ден, особено навечер пред спање. Чајот треба да се користи 4 дена, еден ден одмор, па поново 4 дена, 8 дена. Максимум за лекување на црниот дроб од вакви и со овие чаеви е 12 дена. Па сега, наместо да оде било каде за 12 дена максимум, но после 8 дена може да смета дека е здрав, но би требало още 4 дена превентивно да се зима и да се луѓето потпуно заштитат. Вториот чај е, да кажам, за помлади ученици, онака помлади деца, студенти и така натаму. Вториот чај е овака компониран, матичина 60 грама, мустаки од пченка 50 грама, вика мустаки или свила од пченка. Да. Мустаки ја вика нашиот народ 50 грама, шипки плод 60 грама и мајчина душичка, незаминливата и неодминливата мајчина душичка 60 грама. И овој чај се прави на исти начин, без варење, со 300 грама врела вода, тоа е доза за 3 пати, да се пие, особено навечер. Чајот се пие 15-20 минути пред јадење. Така треба да се пие и првиот чај. Кај младите, нужна е контрола дали они го пијат чајот. Па препоручувам на мајките, особено на помалите деца, да обрнат внимание дали они го пијат или кој ќе се заврте мајка му и баба му на друга страна, они тоа да го истурат некаде у било каде. Да. У судоперот. И испили го сине, испи го, не го испило. Значи, тука е нужна контрола кај ова група, кај младите, особено кај дечињата. Третиот чај е чај за повозрастни луѓе. Тоа е она, не дај се генерација, моја генерација. За нив е малку чајот поагресивен, но е исто така многу лековит. И нека ме послушат, оние кои имат такви тегоби, овој чај е исклучиво добар за нив. Мајдучка треба 30 грама. Она е позната дека е горчива, е неверојатно лековит и не е агресивна према другите билки. Божи дух или ментол, како го викаме ние во нашиот народ, 60 грама. И кантарион жолт 30 грама. На овој начин се добива неверојатно добар чај, кој исто така не треба да биде варен, да биде попарен со 400 грама вода, да биде покопен и да остои околу 2 часа. Засладувањето исто така треба да стане со вештачки засладувачи. Сега, знаете, има стевија, кој е растение донесено од Парагвај, е 100 пати поблаго од шеќерот, натрен и така натаму, разни имиња имат, но добро е да го засладуваат само со вештачки засладувачи. Билките за сите 3 чаја треба добро да се иситнат и измешат и да се на крају, да кажам, чуват најчесто во суви тегли, за да не дојде на некој начин до непожелна ферментација или мокрење, при што они ќе се претворат во ѓубре на место да видат лековити растенија. Чајот што ќе се пие 3 пати у овие 24 часа, кај постарите 4 пати, треба да се пие исто 4 дена, еден ден одмор, па 4 дена, за постарите луѓе е обавезно 2 недели да пијат. Причините се во тоа што нивниот истоштен организам не може одма да ги приме овие лековити својства, мислам лековити алкалоиди во билките, фитонциди и друго, така да за нив особено треба да се внимава да биде рокот на примене подолг
Со тоа тие ќе бидат спасени, но останалите луѓе заради друга опасност, они можат да бидат еден вид расадник за заразување на другите луѓе. Заради собствената немарност и многу често заради седењето во простории дека има многу дим. Да. Ако идете у пензионерското друштво, препоручувам да не седете таму, ќе видите дека тоа повеќе личи на некоја дупка полна со дим, со непријатен мирис на пот и невентилираност. Тоа е за гливиците рај. Особено за некои видови гливици кои предизвикуваат агресивно напаѓање на црниот дроб. Од овие причини препоручувам пензионерите да водат многу повеќе сметка за собственото здравје. Препоручувам да се јаде многу често магданоз, целер, пашканат, моркови во салати, природно направени, без додатоци на зејтин, може малку, ако има јаболков оцет или било кој оцет, со малку сол, без зејтин, да се јаде секој ден, макар еднаш во денот да се јаде ова природна салата, која што е пуна со природни антибиотици и го почиствуваат многу брзо и црниот дроб, и жолчката, но и бубрзите и бешиката. Да се јаде, особено за младите, се јадат јаболки. Јаболката е Божјо растение, да не кажуваме за Адам и Ева, нели? Да. Ева дури го излажала Адам со јаболките. Да се јаде, ако има грозје, како не, замена за грозјето се портокалите и мандарините. Да се прави сок од нив и да се пие 3 до 4 пати на ден, од 35 до 40 грама, значи доволно е 150 грама сок, кој што може да многу помогне, но да се пие и поголеми количини на вода, но никако газирана вода, него обично чиста вода. Препоручувам да се живее нормално, да не се оде по загадени простории, да не се седе по кафани, да не се многу задржуваат луѓето, како што се младите во кафичи. Туку повеќе прошетки во природа. Така е. Центри на зараза се автобуските станици, железничките станици, школите, но и места дека се одржуваат некакви представи, како што се културни манифестации, конференции и така натаму, каде што доаѓаат разни луѓе и тие луѓе со своето присуство, колку имат вакви проблеми, можат да бидат пренасачени на заразата и кај другите кои не сакајќи седејќи таму, особено ако нивниот организам има ослабен имунитет, може да заболат и може да се десе да одредена категорија луѓе кои се таму перманентно да имат такви проблеми. Значи, од еден, сите таму што се движат може да бидат на некој начин заразени и доведени у кризна ситуација. Да се јаде почесто Лук. риба. И рибата е добар лек за видот. Луѓето кои имат оболена жолчка и оболен црн дроб, осетно им се намалува видот. Тие не можат ни своите најблиски да ги препознаат на 30-40 метри. Причината е у тоа што рековме замаглувањето на очите од оние лилјакови капки. Па од тие причини да се јаде повеќе риба, сега лук вие рековте, ја не сум рекол. Така, да. Но нема емисија да не го споменеме, било да е за рани, било да е за болести и така натаму, значи секогаш го препорачувате. Така е извореден лек и лукот треба да се јаде и во готвењето. И во нашето убаво бобче може да се стават 4-5 чешница. Така го губи и мирисот. Се губи мирисот, но не се изгубуваат лековитите алкалоиди од него. Така, исто така луко е добар да се јаде во црвени пиперки печени или малку подпечени, па да се направи салата, излупени пиперките и да се стави малку лукче, да се стави природен оцет, ако може да биде јаболко уште поарно, малку сол, но никако и зејтин од озгоре. Таа салата е и салата е и лек. Па од тие причини препоручувам почесто јадење на салати. Добро е, сега гледам веќе има ротквици, Да.
црвени. Добро е да се јадат црвени патлиџани. Црвени. Нив ги веќе има на пазаро, сега ќе излегнат и од оранжериите за некој ден. Да се јаде зеленчук кој сезонски сега излегува, како што се краставичките, пиперки, патлиџани, но сега веќе има и други растенија кои се одгледуваат во оранжериите или пластаниците, како што се зелките. Па тука е, да кажам, одгледувањето и на чел, пупчар, тоа се мали зелчички, токави, тие се неверојатно лековити и предизвикуваат перисталтиката, варањето и обновата на материите од стомакот да се што е можно поскоро убрза и да се изфрлят отровните материи. Многу е важно стомакот и цревата, особено тенките црева, да се возбудуваат со нешто и да не бидат лениви. Да не бидат ленји, него да работат што е можно поскоро, храната да оде во човечкото тело, во срцето, во мозокот, во мускулите, во ткивото, секаде. И на тој начин човекот многу брзо се враќа у правобитна состојба, подобрува му се имунитетот, се губи стресот кај тие луѓе, но кај тие луѓе се повраќа многу брзо и работоспособност. Значи, за 8 дена може здравјето да биде повратено, но ако се зима превентивно уште 4 дена, би било уште подобро и луѓето кои ќе не послушат и ќе слушат оваа емисија, за 10 и на 12 дена ќе бидат наполно здрави, со многу малку пари, со... Да. Кажавте поголемо количество на обична вода, дали тука спаѓаат и они природни сокови, испоменавте портокалите, мандарините, кои може да помогнат? Да, природни, само дома што ќе си ги направи. Да. Но и оние сокови... Не засладени. Не, ние не знаеме и со што се засладени, а прошли пред неколку емисии изборувавме за тие 9 најагресивни адитиви што ги има, ја мислам дека ги има. Иако тврдат дека ги нема, но ги има во соковите. Ја не сум го пишал тај материјал ми дојде на мене, ми дојде специјално испратен некој доброчинител кој сакаше јас тоа да го презентирам. Да проговориме, да. Да се луѓето заштитува. Пете, препоручувам да не се доведе од луѓето и во стресна состојба, затоа што често пати, кога дојде до такво заболување, луѓето станат апатични, губат апетит, губе онака осет за простор и за време, лошо спијат и понекогаш станат меланхолични или се доведат у ситуација да станат, како да каже човек, потпуно непристапни и се одвојат од луѓето, бегат од средината. На некој начин, да. Така е. Ете, ја препоручувам да не послушат, пожелувам никој да нема вакви проблеми, но ако ги има, ете, тоа е што од Божјата аптека може да се искористи во секој момент и на секој начин. Верувам дека вашите совети ќе помогнат на луѓето кои имаат вакви проблеми и воспаленија на црниот дроб и на жолчката, затоа што тие луѓе се секако несреќни, ги кажавме симптомите, кажавме што се може да предизвика таквото воспаление. Ви благодарам уште еднаш за советите. Благодарам и на вас. Почитувани, тука завршуваме емисијата разговор со магистер Киро Бојаджиски. Зборувавме за лекување со билки од природата за воспаленија на црниот дроб и жолчката. Се гледаме следната емисија во истиот термин. А до тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.